Фудбалската федерација на Македонија во соработка со УЕФА преку хет-трик програмата за развој на фудбалската инфраструктура, а благодарејќи на штипското лоби во управниот одбор, издействува изградба на западната трибина на градскиот стадион во Штип. Деноиве започна рушењето на западната трибина, а денес се огласи локалната самоуправа на град Штип, предводена од СДСМ со своја пресконференција. После 55 години овозможуваме општина Штип да добие нова и модерна трибина на градскиот стадион во Штип согласно европските стандарди. Веќе започнаа активностите за отстранување на западната трибина на градскиот стадион во Штип, со што следна фаза веднаш потоа следува изградба на целосно нова трибина, а ќе се обновува и источната трибина со средства од општина Штип. Новата западна трибина ќе биде со капацитет од 2000 столчиња, VIP ложа, ресторан, простор за медиуми за лица со инвалидитет. Во подтрибинскиот простор ќе има простории за службени лица и собликувални по стандардите на ФИФА и УЕФА. Штип конечно ќе добие модерно здание во кое граѓаните на овој град ќе бидат горди. Елмир Мандек се осврни за некои спортски детали од минатата локална самоуправа. За разлика од ВМРО да помене, кои 11 години ги игнорираа спортистите и спортските работници, Социјалдемократскиот сојуз презема конкретни мерки да ги врати достоинството на спортистите и довербата во спортот. Продолжуваме да градиме по план. Постојано докажуваме дека можеме уште повеќе и уште подобро за подобар живот на сите. Колку за посетување, спортската историја на Штип памете, а тоа е педотно запишано дека во блиското минато на преходната власт фигурира дури 18 провалигаšки екипи кои достоинствено настапуваа во нивните првенства, а денес на прсти може да се избројат провалигаšки штипски екипи.